Александар Николовски, потпредседателот на ВМРО ДПМН е гостин во ова интервју. Добре дојдовте. Добре најдов и благодарам на поканата и поздрав на сите што не гледат. Интензивен, напорен ден, меѓутоа ете, се сретнавме и тука да доизанализираме и да го завршиме. Да, денес напорен ден, продолжува и после интервјуа, но задоволството е големо. Актуелните блокади се тука. Дополнително ни дојде оној датум 18 јуни за големиот митинг на ВМРО ДПМН. Мислите дека одите во вистинските насоки според она што беше најавено за излез од таа национална криза, како што го нарекувате? Мислите дека ова е доволно креативно од страна на најголемата опозициона партија? Прво за креативноста, мислам дека во политика горе-долу работите се измислени пред 3 милениуми, кога луѓето почнале да се занимаваат со политика. Можностите на опозицијата се тие. Во рамки на собранието тоа е секако што го правиме како активна блокада. Во Америка се нарекува филибастеринг, секако се тука протестите, блокадите, тоа е тоа што опозиција може да го направи. Ова што ние го правиме сега, да одговорам конкретно, е еден след на активности кои што следуваат после еден сериозен временски период во кој што ние очекувавме дека власта на СДСМ и ДУИ се охрабри да разговара со ВМРО ДПМН, имајќи предвид дека мора да го видиме коренот, а коренот е дека минатата година на локалните избори тогашниот председател на СДСМ и премиер ја постави така играта. Тој рече дека тие локални избори се референдум за неговото и владењето на неговата влада и дека доколку изгуби, тој не рече да изгуби на цели избори, туку само во Скопје доколку изгуби ќе поднесе оставка. И нели го каже оној познат Олдин. Сега кога ти постави така работите првиот човек на владата, не може опозицијата да ги постави поинаку работите. За жал видовме ретерирање после локалните избори, на кои што ВМРО ДПМН победи убедливо, и тоа што е можеби куриозитет за тие локални избори е дека прв пат опозиција во Македонија победува така убедливо на локални избори. Обично победник на локалните избори секогаш била власта. Прв пат во Македонија се прекрши тоа правило, што нас ни дава дополнителен мотив. И наместо да одиме на предвремени парламентарни избори, на кои што би се затворило, условно кажано, таа политичка ситуација, прво имавме за жал киднапирање на пратеник, а после тоа формирање на нова влада, која што во суштина е истата, затоа што се исти министрите со мали промени и има само нов премиер. Беше ли неопходен токму ваквиот чекор или пак можеше да се најде, да речеме, некој друг институционален пат да ги искористите механизмите на собранието? Одам на тоа, владата се формираше, ние джентлменски оставивме 100 дена. Во тие 100 дена, за жал, и економската и политичката, би рекол, и националната криза се продлабочи. Тоа што го даде како прво ветување, премиерот Ковачевски не го реализира, тој самиот кажа дека ќе се среќава со ВМРО ДПМН и дека ќе има лидерски средби. За жал немаме никаква комуникација. И после 100 дена на економско назадување и на продлабочена политичка и национална криза и немањето соодветен диалог, ние прво понудивме диалог да ја потсетам јавноста, затоа што излеговме во тек на месец април, односно точно на 100 дена од формирањето на оваа влада и кажавме дека го повикуваме премиерот да седнеме на лидерска средба на која што покрај за датум за предвремени парламентарни избори би зборували за 4 теми кои што ние сметаме дека се најпроблематични моментов, тоа се финансиите, односите со Бугарија, точно, и евроинтеграциите, образованието и здравството. Сега можеби од сега само може да додат уште 1, 2, 3 теми кои што тие мислат дека се битни, но наместо седнување и еден диалог на маса, ние дојдовме едно така во најлоша смисла на зборот балканско мачуистичко одбивање на нашиот предлог и ние немаме ни еден друг избор освен да го правиме ова што го правиме, а тоа е активна блокада во собранието, каде што не блокираме се, туку блокираме тоа што сметаме дека не е во интерес на граѓаните и голем сенароден протест на 18 јуни на кој што не сакам да листирам со бројки, но голем број на народ сакаме да излезе и да каже дека сака промени во државата. Мислите дека може да се повтори тој голем сенароден митинг, како што го нарекувате, како тој што беше од минатото? Можете да повлечете опозицијата на вистина? Има лидер од Добрва? Ние сме 4 нешто години раководство на ВМРО ДПМН. Мислам дека ова е најголемиот протестен собир кој што
е виден во Македонија во последната декада. Можам да зборувам за последната декада, мислам дека ова ќе е убедливо најголемиот протестен собир виден, затоа што тоа го покажуваат и анкетите, но го покажува и расположението на луѓето со кои што секојдневно се среќаваме, кои што се и жедни за прашувам, затоа што жедни се за протести. На самиот старт, значи довербата кај Мицкоски беше мала и не само кај членството на партијата, туку и во потесното раководство нели имаше тука доста дилеми каква е партијата внатре, дали има раскол и така натаму и така натаму. Мислам дека ви издигнаа нели локалните избори како што и самите велите, затоа ве прашувам дали очекувате добар фидбек. Апсолутно. Нас народот на дневна основа не прашува кога ќе има протести, затоа што сакаат да ја канализираат таа енергија која што имаат и која што е јасно во моментов антивладина. Инаку председателот на партијата во моментов е убедливо политичар со највисок рейтинг во државата. За минатото можеме да зборуваме, ја немам проблем со таа работа. Смирија страстите внатре во партијата? Па, јас сум зборувал многу отворено на таа тема. Мислам дека тие проблеми беа повеќе внесени внатре во партијата, колку што беа изворни. Кој ги внесе? Па се работеше тогаш за една група главно околу Сашо Мијалков, која што мислам дека беше, односно не мислам, сигурен сум, беше испровоцирана од Зоран Заев да прави проблеми внатре во ВМРО-ДПМН преку на иницијатива за така наречен вонреден конгрес, која што заврши како што заврши со една пресконференција од 20 и нешто луѓе, и тоа покажа дека практично таа работа нема корен во ВМРО-ДПМН, односно дека е насадена во ВМРО-ДПМН, и на Заев му се случи класиката во политика, тоа е дека кој на другиот гроб му копа, сам во него паѓа, како што вели народот. Односно, мислам дека треба тој обид за влијание внатре во ВМРО-ДПМН да е последниот обид на било која од двете големи политички партии да го прави тоа на другата политичка партија. Нити мислам дека ВМРО-ДПМН треба бира раководство во СДСМ, нити СДСМ треба бира раководство во ВМРО-ДПМН. Тој што се зачленил во ВМРО-ДПМН знае зашто се зачленил, тој што се зачленил во СДСМ знае зашто се зачленил таму, и тие се тие кои што треба да си ги бираат собствените раководства. Ја исчистивте ли конечно партијата од другите, како што велите, тие што го донесоа проблемот? Па мислам дека сама се прочисти партијата, тоа беше еден природен процес, има ВМРО-ДПМН на таква способност на повремени катарзи. Ова не е прва катарза која што се случува или прво прочистување кое се случува во ВМРО-ДПМН. Го имавме и во минатото, и од таквите прочистувања партијата секогаш излегува посилна, со подобар кадровски потенцијал и спремна да ја води државата. Но сега јас повеќе бих гледал кон иднината, тоа е минато, завршено време и фокусот е каде ќе однесеме државата во следниот период. Токму тоа каде ќе однесете создава една мистичност околу вас, бидејќи најавувате секој ден нови чекори. Реков и на почеток, така започнавме интервјуто со актуелните блокади, па сега со митингот, и се чуден е малку по малку вашиот план и се чини мистичен. Сега кога велам мистичен, нормално дека нема све да откриете пред јавноста, меѓутоа што е она што може да се насети како следен чекор? Па мислам дека имаме две квалитативни разлики споредено со останатите политички партии и со минатото. Првото е дека горе-долу тоа што го ветуваме го правиме како активност. И второ, што за мене е многу значајно, а тоа е дека не истекуваат информации од партијата пред да се донесат одлуките, што мислам дека е многу значајно за секоја организација, и за фирма го мислам истото и за политичка партија. Во минатото некако прво излегуваа информациите, па после тоа се носеа одлуките и тоа ги расипуваше. Како излегува, така се бил, да. Точно, и го расипуваше процесот на носење на одлуки. Така што оваа мистичност која што нарекувате, јас повеќе би рекол дека е една во позитивна смисла во зборот квалитетна комуникација во партијата и една култура на внатрешна комуникација. Секако дека ќе има и други чекори во следниот период, но главен фокус сега ни е тој голем протестен митинг, после кој што јас очекувам дека конечно со власта ќе седнеме и ќе ги договориме работите за кои што зборуваме пред се датум за предвремени избори и овие 4 теми. Секако има простор да се видиме ние со власта и предходно и да ги договориме овие работи и да одиме на избори. Во тој случај митингот и условно кажано би бил предизборен во такви услови, но доколку тоа не случи до 18, мислам дека таа бројка на народ која што ќе излезе на тој митинг ќе е доволна порака до власта дека практично немаат избор освен да седнат
Со нас мене ми е жал што на ова ниво е сведена политичката комуникација, но тоа е факт. Еве да кажам дека, може би нема да кажам прв пат, за прв пат нема ни формална, ни неформална комуникација помеѓу ВМРО ДПМНЕ и СДСМ. Ми го повлековте следното прашање, дали се имаат барем некако слушнато и сконтактирано лидерите на СДСМ? Не, значи јас во партијата на условно кажано некакви раководни позиции сум од 2004 година, тоаш бев председател на Унијата на млади сили, сум бил член на извршниот комитет, сега и подпредседател на партијата, зборувам се чисто за партијата. Секогаш имало форми на комуникација, што формални, што неформални, и што според мене е здраво за државата, со различни председатели на СДСМ и различни премиери, ако сакате. За прв пат со овој председател на СДСМ нема никаква комуникација, ни формална, ни неформална, за клучните прашања со кои што се соочува државата, а и според него, и според мене, и според многумина, Македонија чека исклучително тешка зима заради војната во Украина, заради економската криза која што надвиснува над Европа, а не гледам дека многу се прави за да се надмине таа тешка зима или барем да условите бидат поблаги во таа зима која што доаѓа. И минимум политички коректен човек би седнал да разговара со опозицијата во услови кога ВМРО ДПМНЕ, да не забораваме, има неголема пратеничка група. Значи, ние имаме 44 пратеници, СДСМ има 29 пратеници. Тоа што тие формира влада е друга работа. И ВМРО ДПМНЕ заедно со коалиционите партнери и независните кандидати кои што ги поддржа има 50 градоначалници, а СДСМ има 16. Во такви услови неопходно е да има комуникација и диалог кој што за жал ги нема. Премиерот Ковачевски во неколку наврати има кажано дека не прифаќа нешто што личи на уценување. Вие го сметате ова како уценување или пак можеби го сметате за еден понижувачки гест, бидејќи вие постојано излегувате во јавност и велите лидерска средба, од друга страна нема никаков. Па јас не гледам што е понормално една опозиција да прави од тоа да бара предвремени избори. Прва година политички науки, основи на политички науки, дефиниција за политичка партија е интересна група која што околу себе собира луѓе со исти или слични убедувања, чија што цел е да дојде на власт и да спроведе својата програма. Не знам како поедноставно ги објаснам работите од ова. Значи, на нас како во моментов најголема опозицијска цел ние да дојдеме на власт и да спроведеме програмата, за тоа ни требаат избори. Мислам дека обратното би било малцене. Дека сте жедни за власт. Па добро, сега тоа е во рамки на оваа комуникација која што не ми се допаѓа, се користат и други зборови, но не би ги коментирал. Јас не знам што е понормално тоа. Мислам дека обратното би било проблематично, да ние кажеме не сакаме избори. Тоа што секој би се запрашал зашто да гласам за овие кои што се плашат од соочување со народот. Така. Колку помалите партии може да помогнат во остварување на вашата цел, тие предвремени избори и да речеме пат на оваа влада? Со оглед на тоа што се случува, да речеме, во собранието и еве најавите за тој бриселски состанок, она што може да се очекува од Европската Унија, односно скептицизмот кој што владе, пак ќе речем, кај тие партии кои што се во составот на сегашната владина коалиција, деновиве читав некаден дека некој прилог, новинарски извештај, не знам што беше, дека дури и ДУИ е спремна на предвремени парламентарни избори. Колку тоа вам ви оди во прилог? Па, секој кој што е расположен да ја поддржи идејата за предвремени парламентарни избори, секако дека е добре дојден да заеднички изгласаме. Најубаво е доколку е тоа со консензус. Ние не би сакале да ја прескокнуваме СДСМ како во моментов неголема партија во рамки на владата. За разлика што имаат помалку пратеници од нас, факт е дека во владината коалиција имаат најмногу пратеници, така што би било добро да е тоа со консензус. Доколку не е со консензус, секако останува опцијата да се оди на 61, но убаво е да имаме договор. Во однос на помалите политички партии, сметам дека има нечесен однос кон јавноста, што веројатно и Мислите дека тактизираат или? Па, мислам дека не се искрени. Излегува со идејата за една изборна единица, мислејќи дека ВМРО ДПМНЕ нема да ја прифати, затоа што да ја потсетам јавноста, наш став беше, ако сакате и се уште е, мнозински модел. И веројатно очекуваа дека ние ќе се држиме до мнозинскиот модел и дека нема прифатиме една изборна единица и така тие ќе прават реклама за себе дека тие се многу силни, дека
можат при една изборна единица да освојат пратеници, ама ете лошите од ВМРО ДПМНЕ не им даваат да се покажат. Ние решивме да ја прифатиме таа идеја и сега гледаме дека откако ние ја прифативме таа идеја, самите помали политички партии бегаат од таа идеја, веројатно од причина што се свесни колку чинат на, условно кажано, политичкиот пазар, односно колку немаат поддршка кај граѓаните и дека без разлика дали се 6 или една изборна единица нема да освојат ни еден пратеник доколку не влезат во коалиција со некој од поголемите две политички партии, а генерално се работи за мали групи на луѓе кои што си го гледаат прво сопствениот интерес. И сега тие нема ви го кажат ова вака како што јас го кажувам, но фактите го покажуваат спротивното, како што например минатата година за локалните избори, една парадоксална ситуација, јас ги водев преговорите од кај нас за промени на изборниот законник, помалите политички партии бараја отворени листи. На почеток ние бевме против отворени листи со бројни аргументи кои што ги наведовме. Но во даден момент решивме да го прифатиме тоа нивно барање и излеговме на едни разговори на кои што кажавме дека ние прифаќаме отворени листи. Во моментот кога ние кажавме дека прифаќаме отворени листи, малите политички партии излегува против отворени листи со истите аргументи кои што ние претходно ги дававме против отворени листи, што зборува за една дволичност на луѓето кои што таму, но на крај мислам дека гласачите ќе ги донесат финалните одлуки. Каков е контактот на Мицковски со Ахмети? Па некаде минатата година мислам дека последно имаше една средба, излезе во јавност, не ме фаќате збор дали беше декември или после нова година јануари. Тогаш се разговараше околу актуелните случувања. Ние во рамки на собранието имаме нормална комуникација како пратеници. Наши партнери се Алијанса за албанците и БЕСА. Ги гледаме како прво идеолошки поблиски. Може би БЕСА по-близко во десницата, па и Алијанса. Да Алијанса е исто центар десна партија. Најголем дел од луѓето кои што се во Алијанса претходно беа во ДПА, така што тоа е една условно кажано идеологија на Арбен Џафери која што тие ја продолжуваат. Така што ние ги гледаме како партнери, на локалните избори имавме добра соработка и сега имаме добра соработка во рамки на општините. Мислам да. Што тоа значи? Па мислам дека јас се надевам дека тие ќе успеат да го победат дуи или барем да имаат добар солиден резултат после кој што ќе можеме заедно да формираме влада. Денеска имавте една убава дебата на која што учествува и високи представници од меѓународниот фактор, значи тука беше германската амбасадорка Дейвид Гир, евроамбасадорот, на која што беа упатени пораки кои што се веќе добро познати за домашната јавност, па и за меѓународната јавност, кои што велат очекуваме, значи и поздравуваме, нели, почеток на преговори на Македонија со Европската унија. Колку се вистински ваквите пораки и дали и што вие очекувате на месец пред Брисел? Јас би бил најсреќен Македонија да почне преговори со Европската унија, но за жал мислам дека тоа нема да се случи. Велам за жал затоа што сакам да напредува Македонија. И стојам на тоа што го кажав уште пролета 2018 година. Тогаш помалку еретички звучеа моите изјави во јавноста, кога постоеше една еуфорија во јавност пред склучувањето на Преспанскиот договор, но кога веќе се насетуваше дека ќе има некаков договор со Грција. Мислам дека никој не очекуваше промена на устав, но се насетуваше дека ќе има промена, дека ќе има договор со Грција. И во тие услови имаше една еуфорија дека државата ќе стане членка на НАТО и дека ќе почне веднаш преговори со Европската унија. Јас уште таа пролет кажав дека Македонија нема да почне преговори со Европската унија и дека е стратешка грешка за Македонија тоа што влегува во иста група со Албанија. Прва стратешка грешка, втора стратешка грешка што нема сериозен одговор на барањата на Европската унија пред се воведување на функционален систем на владење на правото, борба со организиран криминал и корупција и реформи во јавната администрација и дека нема да е доволно само решавањето на спорот со Грција. За жал, тоа што го кажав се оствари и не сме јавноста да заборави дека Бугарија прв постави вето дури во март 2020 година, а од јуни 2018 година, кога се реши спорот со Грција, до март 2020 година практично Бугарија немаше на масата да прави проблеми и други правеа проблеми. А сега имам чувство, да бидам директен, дека Бугарија
служи само како добар изговор за неколку земји членки на Европската унија, пред се од помојните, кои што не се убедени дека Македонија треба да почне преговори со Европската унија. Што мислите? Па мислам дека самите треба да кажат. Можам да кажам на кого не мислам. Да, меѓутоа вие сте човек кој што добро котира во тие меѓународни кругови, па дури сте и мислам дека ќе сум доволно директен. На пример, не мислам на Германија, не мислам на Австрија, од поголемите, не мислам на земите од Вишеградската група 4. Другите самите ќе се пронедат веројатно во ова што го кажав. Но тоа е за мене многу поразделително, затоа што нас животот, не само политиката, туку и животот ни се сведе на чекање следните 6 месеци. Нели, кога се формираше оваа влада, Кастиот Реджепи, кога се појави со бел зид позади себе, како тоа ние видеа на од Ал-Каеда кога ќе киднапираат некого, му кажале дека ќе добиеме датум за преговори во декември или во јануари. Јас тогаш кажав дека во декември нема да добиеме датум, а во јануари ќе има датум за скијање и за жал така и се случи. Истото го гледам и сега и не сум оптимист дека ќе има напредок, затоа што не се лажеме. Нас не блокира најсилната земја членка на Европската унија, нас не блокира најслабата или втората од долу. И врз Бугарија не се врши притисок. Затоа што притисок, дипломатски притисок, не се изјави во јавност. Тоа е некоја форма на притисок, но за, условно кажано, покултурни политички елити, какви што не гледаме во моментот во Бугарија. Постојат бројни други форми во дипломатијата кои што може да се употребат, особено кон слаба држава, како Бугарија, каде што да има доволно добра волја, проблемот ќе се реши за едно предпладне или едно попладне. А во нашата ситуација ни велат седнете со Бугарија и договорите. Како да договорите кога барањата на Бугарија се исклучиви и се сведуваат на тоа да прифатиме дека сме бугари и зборуваме бугарски јазик, вака да ја поедноставиме работава за гледачите. И практично тоа е невозможна мисија, тоа е самоубиствена мисија и нема политичар во државава кој што би се согласил на таа работа и велат ако не се договорите со Бугарија, вето. А на Бугарија вршат притисок со тоа што јавно даваат изјави, добре, Македонија почна преговори. Да има друга одлука, еден дипломатски тешкаш ќе отиде едно предпладне или попладне во Софија, ќе направи 3-4 битни средби, па и не мора да е Меркел. Тие си ја заврши работата и вечерта на вечер ќе си оди дома со фамилијата, не мора ни на преспивање да останува во Софија и ќе се заврши проблемот. Но не се завршува, што покажува дека нема доволно силен притисок врз Бугарија. Што значи идејата на Макрон? Мислам дека за нас мислам дека е многу лоша. Јас за оваа работа не сакам да зборувам во прво лице нина, но мислам дека досега сум еден од ретките, ако не и единствен високопрофилиран политичар кој што излезе со чист став. Напишав авторски текст, колумна за неделникот Фокус, најновиот број, каде што јасно го презентирам мојот концепт. Ако ми дадете минута-две, можам да образложам. Идејата на председателот Макрон е многу едноставна. Европската унија да остане во овој состав, евентуално да влезе некоја развиена земја од Европа, а паралелно на тоа да се формира Европска втора лига, во која што би влегле два типа на држави. Помалата група на држави се земји кои што не сакаат да влезат во Европската унија, од типот на Велика Британија која што излезе, Швајцарија која што не ќе да влезе во Европската унија или Норвешка која што исто така не сака да влезе во Европската унија. И поголемата група се земји кои што сакаат да влезат во Европската унија, но според Европската унија не ги исполнуваат критериумите. Тука се балканските земји, но дополнети со поранешните републики од Советскиот сојуз. И мислам дека јавноста се согласи дека не е едно симпатично друштво за Македонија да е во друштво на Косово, Босна, Албанија, Србија, Молдавија, Грузија, Украина. Не мислам дека е тоа добро друштво за државата. Дополнително што таа, условно кажано, како што ја нарекуваат Европска политичка заедница, би била еден многу лабав сојуз, односно една многу лабава форма на сојузување, која што ќе нема никаква извршна и економска моќ и веројатно ќе е некоја понапредна форма на Советот на Европа или на ОПСЕ, каде што се членки сите европски држави, што ништо суштински нема да и помогне на Македонија. Проблемот е поголем што за оваа идеја веќе позитивно се произнесе и председателот на
Европскиот совет, односно председателот на Европската унија, да поедноставиме, Шарл Мишел, кој што имаше настап во јавноста вчера и кажа дека за брзо време, во текот на летото или после летото, ќе свика конференција на која што веќе ќе почне да се имплементира оваа идеја. Што значи дека ова оди на брза трака. Тоа што дома ме загрижува е што нема јасен став од владата дека местото на Македонија е во Европската унија, а не во било каква друга форма на сојузување. Ме загрижува што портпаролот на владата рече дека ова е добра идеја и ме загрижува што неколку opinion makeri кои што се блиски на власта напишаа текстови и излегува во јавност и рекоа дека ова е добра идеја. Јас не мислам дека е добра идеја, затоа што ја става Македонија во една крајно проблематична група на држави кои што имаат сериозни проблеми, кои што ако сакат имаат проблеми со внатрешна функционалност. Грузија дел од територијата не контролира, Молдавија дел од територијата не контролира, Украина има војна, Босна не знаеме дали е држава или не е, Косово не може да се реши проблемите, Србија нема дефинирана граница, така што во таква друштво сте, не мислам дека е многу симпатично. Што би било прифатливо за ВМРО ДПМНЕ во спорот со Бугарија, например? Постои ли нешто што како договор би можело да функционира? Докаде се вашите црвени линии? Мислам дека ние дадовме многу фер предлог. Не знам колку се спремни да го разговарат и од актуелната власт во Македонија и од Бугарија. А тоа е дека доколку се бара да се отвори уставот со цел да влезат бугарите во македонскиот устав, треба Бугарското народно собрание да усвои декларација правно обврзувачка за Бугарија, во која што ќе кажат дека нема дополнителни барања. Затоа што клучниот проблем со Бугарија е што барањата не застануваат. Да не заборави јавноста дека веќе има еден проблематичен договор со Бугарија, тоа е договорот од 1 август 2017 година, така наречен договор за пријателство, кој што има многу проблематични елементи. Но дури и тој не е доволен за Бугарија, па ја усвоја заедничката позиција на Бугарското национално собрание, која што оди надвор од договорот и се бара Македонија се вклопи тука. Јас сум убеден дека ако сега Македонија направи чекор, за 6 до 12 месеци има нови барања од Бугарија и тоа ќе стане една приказна која што никогаш нема заврши. Затоа што можат секогаш да го користат ветото и во текот на преговорите, може да и блокираат преговорите кога сакаат. Во такви услови, за да Македонија направи концесија, мора да има правно обврзувачки акти на бугарската држава, во кои што јасно ќе се каже дека ова е последното барање кон Македонија, а со тоа што ќе кажа дека ова е последното барање кон Македонија, јасно ќе се заштити македонскиот народ и македонскиот јазик. Дали се спремни бугарите тоа да го направат или не, ќе покаже времето. Собранискиот спикер не е овде, колку што знам, колку што ги следам најавите, тој е во германскиот Бундестаг. Своевремено се појавија едни снимки кои што го нарушија угледот на парламентот и на институцијата Собрание и на председател на Собрание. Од каде излегуваат тие снимки? Тие снимки беа емитувани на Собранискиот канал. Значи, јас бев направо... Колку се веродостојни? Дури имаше, некаден видов една ваша изјава дека вие директно го имате слушнато. Да, јас бев направо сала кога се случи тоа. Значи... Го снимивте? Немам потреба да снимам, не се занимавам с тие работи, но седницата завршуваше и кога завршуваше седницата, не сакам да ги кажувам тие зборови, но тие зборови беа искажени кон вработените во собранието, односно кон собраниските служби. Дали председателот на собрание имал замерка за нивната работа или не е друго прашање, но има начин како тоа може да се искомуницира и никако не сме да се искомуницира на тој начин. Дополнително, затоа што преносот на Собранискиот канал се уште траеше, тие зборови отидоа во етер. Така што тоа што после тоа се расшири по социјалните мрежи, за жал отиде во живо на Собранискиот канал, велам за жал затоа што не се пријатни зборови. И тоа вака покажува една човечка некултура и еден однос кој што го нема актуелниот председател на собрание. Всушност, сетива јавноста како беше избран, да си дозволите сам на себе така да бидете избран, треба да немате карактер како што немате, па затоа и веројатно е логично да искажете вакви зборови какви што искажа. Така, бидејќи беше... Имајте предвид дека премиерот бега од осудување на чинот,
што јас не можам да разберам никако поинаку освен страв за неговата влада. Мој страв веројатно дуи да не излезе од владата и бараше докази дали е тоа вистина или не. Јас кажав дека јас сум сведок, нека ми се јави, ќе му потврдам дека беше така. А не сум само јас сведок, имаше уште неколку пратеници натре во салата, кои што се надевам дека ќе има доволно доблест од владеачкото мнозинство да ја свикаат комисијата за деловнички мандатно-имунитетни прашања, на кои што ќе се разговара за прекршување на етичкиот кодекс на собранието и таму сме спремни ние сите да посветочиме за таа работа која што ја видов. Да го заокружиме муабетот, кон каде ќе не водат постапките на ВМРО ДПМН, може ли да излезат надвор од контрола, може ли ова што го правите да биде деструктивно или конечно време да се заедно работи на домашните проблеми, на она што е сензитивно прашање за Македонија, апропо лошото време во кое што се наоѓа не само државата, туку и светот, да речеме економските кризи, па еве сега кај нас спорот со Бугарија, па состанокот во Брисел и така натаму. Деструктивно однесување мислам дека е нешто што нема да го видите од нас. Би били најсретни веројатно некои структури од власта тоа се случи, но таа наивност во партијата мислам дека е закопана во минатото. Многу мудро, многу обмислено ги влечеме потезите и така ќе продолжиме во следниот период, за да не бидеме изговор на никого за ништо. Јас сум убеден дека овој наш активизам ќе донесе предвремени парламентарни избори на кои што луѓето ќе кажат каде сакаат Македонија се движи и кои сакаат да ја движи. Може да очекуваме нешто ново во иднина после тој голем митинг? Па, еве, оставете да во рамки на партијата одлучиме. Јас се надевам дека пред или после митингот ќе седнеме со СДСМ и со владеачката коалиција и ќе договориме датум за предвремени избори, како и решенија во овие 4 сектори. Мене ми е жал што се губи време, имајќи предвид дека ние тимовите ги поновивме уште во април месец. Еве сме втора половина на мај, не работат и ништо не се случува. Не знам што поконструктивно може да понуди една опозиција од тоа да стави на располагање високо профилирани политичари и експерти кои што се спремни пробоно да помогнат. Кому најмногу му замерувате во овие ресори кои што ги наведувате? Па, мислам дека не е лична одговорност, иако можеме да зборуваме за секој министер посебно. Мислам дека е концепцијски проблемот. Има еве, на пример, во финансии се сменија министри, политиката финансиска останува иста на државата. Се смени вице-премиер за економски прашања. Економската активност надолу оди, не само што не оди нагоре, оди надолу. Економската активност, општо познато е дека не само кај нас, туку пак ќе речам. Така е, ама и не е така. Ние сме милиони 800-900 илјади држава и можеме многу лесно да се средиме внатрешно. Трнете од соседството, например, Србија, каде што нема поскапување на електричната енергија, одете до балтичките држави, зборувам за држави слична големина на нашата, кои што се на граница со Русија па не ја чувствуваат кризата, а ние сме на 2.500-3.000 километри од таму каде што има проблем и кризата се случува како се случува на наша граница, што покажува немање капацитет. Благодарам. Беше ова потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, кој што беше гостин во ова интервју. Благодарам уште еднаш и се надевам на уште поуспешна и поплодна соработка. Благодарам на поканата, беше задоволство и секогаш кога ќе ме поканите со задоволство ќе дојдам. Благодарам уште еднаш.